Добродојдовте во новата епизода на нашиот подкаст. Денес ќе зборуваме со еден млад човек полн со визии и идеи, кој е доста активен на многу полиња и кој работи на многу истражувања. Наш гостин денес е Ристо Костовски, дипломиран економист. Добре дојде. Добре, благодарам на поканата. Ви благодарам што прифативте. И до целиот тим. Ви благодариме што прифативте. Дали може да почнеме? Да. Како би се опишале на нашата публика? Благодарам. Уште еднаш. Јас сум Ристо Костовски, дипломиран економист, магистар по економски науки, потекло од Охрид, основното и средното образование ги завршив таму. И во средното училиште бев доста активен низ ученички заедници, така натака, потоа како студент, исто низ студентското собрање на економски факултет Скопје, присуствував на доста студентски конференции, дипломирав, вработам во банка и се активен доста низ невладиниот сектор. И паралелно истражувач. Ти благодариме. Со што се занимаваш професионално и што те мотивира во твојата работа? На какви истражувања работиш? Дали може нешто повеќе околу тоа да ни кажеш? Работам во банка, хоби ми е истражувањето, во основа сум општественик, да кажем, социоекономски истражувања. Во однос на темите на истражување имам работено на публикација која што беше онлајнскиот образовен форум за информираност и подготвеност на студентите да пријават корупција. Други истражување исто беше во формат на јавна политика која што беше за детската сиромаштија и истражувањето сега кое што е за мерки за вработување на млади со завршено средно техничко образование. И паралелно пишувам исто колумни, стручни текстови, научни трудови, се во сферата најповеќе во економијата. Дали имаш некое омилено дело истражување кое што до сега си го направил, на кое што си најгорд? Сите истражувања сум горд, сите теми ми се така добри за истражувања, има плодна почва ако се навлезе во истите. Ето може би го извоил последното, бидејќи со професорот Јовески доста сме дискутирале на темата на пазарот на труд и со професорите од економски факултет, да не ги заборавам, така да интересна проблематика. Дали е тежок целиот процес на истражување всушност? Во основа прво као структура на истражување прво треба да се дефинира идејата, значи што сакаме да истражиме. Потребен исто фокус на подрачјето кое што го истражуваме во однос на податочниот дел, бидејќи Македонија значи е, да кажам, се уште млада држава, 35 години, временските серии се кратки, ако сакаме да правиме економетриски истражувања, тука треба да се земат пофреквентни податоци за да направиме добра временска серија. Меѓутоа, ако се сака, не е тешко, ако на човек тоа му е пасија. Убаво нарековте Македонија млада држава, се согласувам потполно, мислам дека многу очекуваме од толку млада држава во моментов. Може ли накратко да ни објасниш за што точно се однесува истражувањето и што беше негова главна цел? Така, значи, ајде вака прво околу пазарот на труд, па ќе навлеземе во истражувањето. Пазарот на труд е поспецифичен пазар од останатите пазари, бидејќи човечкиот капитал и трудот како фактор на производство е недвојбен, значи од личностите, се тоа носиме со себе како индивидуи. Од тука, значи, државите креираат политики за пазарот на труд, за вработување, за намалување на невработеноста. Конкретно истражувањето за кое што разговараме го работевме со мојот другар Здравко Димитров, со методката Даниела Цветановска, во рамки на Академија за креирање на јавни политики. Ова истражување е насочено на мерките за вработување на младите со завршено средно техничко образование. Имавме некоја анкета, некој примерок на истражување на популација, да кажам, од неколку испитаници, кој што беше релативно мал примерок, меѓутоа е како апроксимација на она што младите го перцепираат, да кажам. И тука се покажа дека младите имаат ограничена информираност за мерките за вработување од страна на Агенцијата за вработување. Тука, значи, оние мерки кои што досега постојат, даваат ефекти, меѓутоа ефектот може да биде поголем ако
младите имаат поголема информираност за истите. Од тука потребна значи поголема промоција на самите мерки на Агенцијата за вработување. Исто така потребен е избор добар оптимален избор на каналите на промоција, бидејќи знаеме сега младите кои што со завршено средно образование користат други канали, други медиуми, така потребен е тука сеопфатен корпус за да исто допре до нив. Исто така потребно е поголема вклученост на младите во креирањето на самите мерки со цел да имаме поголема инклузивност, а со тоа и поголема доверба во истите. Ова е важно и за двете страни, бидејќи кај младите ќе се намали младинската невработеност и ќе се намали должината на период за чекање за вработување, а од друга страна пак ќе се зголеми реализацијата на мерките кои што се планирани буџетирани од страна на Агенцијата за вработување. Исто така во овој сегмент потребна и поголема таргетираност на мерките, бидејќи на страната на конзументите на мерките, на страна на младите имаме таму хетерогеност со завршени различни струки. А тука исто така треба да се земи неравномерниот регионален развој кој што го има нашата држава и локализираниот пристап, бидејќи недоволно се истражува тоа, меѓутоа имаме во рамки на Македонија некои специфики на локалните пазари на труд, да кажам, во различни градови. За има поголема абсорбција и поголема кохезија во исто потребна значи поголема структурираност, таргетираност на мерките и исто така битни се оние, да кажам, сајами за поврзување на работодавачите со барателите на работа, со цел значи да имаме се извинувам, кохерентен модел каде што ќе имаме за задоволство поголема и искористеност на мерките од страна на младите, меѓутоа и поголема реализација од страна на Агенцијата за вработување. Исто така, она што не се опфати во овој истражување, меѓутоа би се опфатило во некои истражувања, тука влијаат и доста психолошки фактори. Односно, тука спаѓа значи перцепцијата на младите за самата Агенција за вработување, за самите мерки. Младите треба да перцепираат Агенцијата за вработување како конектор меѓу понудата и побарувачката на работна сила, да се зголеми довербата во истата. Исто тука се важни очекувањата, бидејќи знаете, економијата во основа ја движат очекувањата. Тука се важни исто што младите очекуваат од мерките, од Агенцијата за вработување, од работодавачите, од друга страна па што работодавачите очекуваат. И потребна е поголема вклученост и на приватниот сектор, и на невладиниот сектор, како што кажам, и на младите со цел да кажам тоа тројство и да имаме оптимални мерки кои што ќе бидат искористени и би се зголемил квалитетот и задоволството на конзументите од истите, меѓутоа и реализацијата или перформансите на агенцијата како провајдер на тие сервиси. Благодариме многу. И за крај, што би им препорачал на младите за да се вклучуваат во различни истражувања и да бидат поактивни во младинскиот активизам? Дали имаш некој совет? Вклученоста на младите е клучна за општествениот развој. Бидејќи кога што сите викаат младите се нината, тоа е точно, не е флоскула. А поголемата вклученост на младите, да кажам во општествените, во економските па и општествените процеси пошироко, ако ги земеме, е битна. Прво во сегментот на креирање на младинските политики. Бидејќи мерките и политиките за млади мора да произлезат од младите, бидејќи никој не може да ги знае толку точно и специфицирано потребите како што се ги знаат младите. Од друга страна, поголемата вклученост на младите е важен катализатор за младинското претприемништво, бидејќи ако се вратиме на мерките за вработување, таму битна е претприемачката димензија на мерките токму во фокусот на младинското претприемништво. Да имаме отварање на повеќе стартапи, технолошко претприемништво, а иновациите и технолошкиот развој го движат младите. Младите се оние кои треба да иновираат и од тука неопходна е поголема вклученост и во тој сегмент, во сегментот на иновативноста, меѓутоа ајде ако го изземеме и еколошкиот сегмент или животната средина, исто тука е важна вклученоста на младите, бидејќи и тука може исто тоа се поврзе со стопанството, со економијата, со претприемништвото. Тука е важно на зелено претприемништво и ако се спојат, значи овие да речем три сегменти, ќе имаме и по одржлив развој, да кажам зелен развој, зелени бизниси
и со тоа па има и соодветни импликации, позитивни се разбира, на намалување на младенската невработност и уште повеќе на квалитетот на работните места и благосостојбата кај младите. Ти благодариме многу на овие детални одговори. Се надеваме дека ќе има уште многу истражувања кои што и се разбира ќе има некој поттек за младите да се вклучат во младинскиот активизам, како што кажа виднината во младите. И се надеваме дека повторно ќе ни дојдеш на овој подкаст. Секогаш со задоволство го поддржувам Центарот за клиничка едукација на трудово и социјално право. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Ти благодариме многу, а ние се гледаме во наредна епизода. Чао!